И во текот на изминатото деноноќие нема евидентирано нови заболени од COVID-19 во Кочани, а оздравено е уште едно лице. Со тоа, бројот на активни заболени на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје од Кочани е намален на 13. Министерството за здравство информира дека Институтот за јавно здравје регистрирал 21 оздравен пациент во целата држава, а биле направени 185 тестирања. При тоа потврдени се 8 нови случаи на COVID-19, од кои 4 во Велес, 3 во Скопје и едно лице во Битола. Во болницата 8 септември во Скопје починала пациентка од Тетово на возраст од 59 години, која 2 недели била во тешка состојба и на респираторна машина. Според податоците од ресорното министерство, вкупната бројка на COVID диагностицирани во државата од почетокот на епидемијата досега изнесува 1526 лица. Бројката на оздравени е 1013. Во моментот, бројот на активни случаи во земјата изнесува 427, а вкупно починаа 86 лица. Во болницата во Штип се лекуваат 4 лица, а уште 3 се следат на домашно лекување. Институтот за јавно здравје од Скопје ги известува граѓаните дека прави план за скрининг на лицата за кои се сметат дека спаѓаат во критичните категории, како што се здравствени работници вработени во градинки, вработени во домови за згрижување стари лица, припадници на полицијата, возачи, таксисти и вработени во јавни служби како што се шалтерски работници и пациенти пред хоспитализација. Со скринингот, што ќе се прави со така наречени PCR тестови, ќе се овозможи поквалитетна проценка за можноста за олабавување на рестриктивните мерки, но и значително би се зголемил бројот на тестови. Во текот на следните денови ќе биде изготвени нов алгоритам, при што ќе се дефинира и бројот на тестови што ќе се прави на дневна основа. Матичните доктори ќе го добијат новиот алгоритам и преку мој термин ќе закажуваат тестирање на одреден број лица според можностите на системот на дневна основа. Брисевите ќе се земаат во постојните пунктови и ќе ги испраќаат центрите за јавно здравје во претходно одредени лаборатории. Стратегија на Министерството за здравство од почетокот на епидемијата е да се тестираат пациенти со симптоми и согласно со тоа да се добијат валидни резултати. При тоа намерата е да не се оптоваруваат капацитетите за тестирање и за хоспитализација. Од Министерството велат дека тоа што во изминатите денови имало намален број на тестирање е доказ дека бројот на активни пациенти во земјата значително се намалува. Во текот на овие 2 дена, 5 и 6 мај, продолжува асфалтирањето на локалниот пат од Кочани до Мојанци. Работите се одвиваат во правец од селото Мојанци до подрачното училиште во Подлог, поради што има и времена измена на сообраќајот на овој дел од патот. Реконструкцијата на патниот правец се покажа како неопходна поради постојните оштетувања што настанаа од тешките товарни возила при изградбата на пречистителната станица за отпадни води во близина на Мојанци. Патот што ги поврзува трите села, Горни Подлог, Долни Подлог и Мојанци, се проширува од сегашните 3,5 на 4,5 метри и од едната страна, каде што има услови, изграден е тротоар од 1,5 метар. Средствата за реконструкција се обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во завршните градежни работи влегува асфалтирањето од училиштето до влезот во Горни Подлог. По реконструкцијата ќе биде поставено и јавно осветлување. Започна реализацијата на нов проект во основното училиште Гоце Делчев во Виница, санација на кров. Станува збор за отстранување на азбестниот кров и поставување нов лимен кров. Инвестицијата е во вредност од 9.320.000 денари и е дел од проектот изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и реконструкција на основни и средни училишта на Министерството за образование и наука. Изведувач на работите е фирмата Изградба Комерц од Скопје. Активностите за санација на кровот би требало да бидат готови за 6 месеци, но градоначалникот Димитров истакна дека истите ќе бидат завршени порано и за новата учебна година во септември учениците ќе добијат нов кров на ова училиште. Денес се започнува со отстранување на азбестиот кров на основното училиште Гоце Делчев.
На негово место се поставува нов лимен кров со изолација од 15 см и заштитна фолија. Ова инвестиција е во вредност од 9 милиони 320 000 денари или околу 150 000 евра, финансирана од страна на Министерството за образование и наука, заедно подпомогната од општина Виница и основното училиште Гоце Делчев. Ова ќе значи подобри услови за учениците, така? Нормално, ова ќе значи подобри услови за учениците, меѓутоа и отстранување на азбестиот кров, кој што знаеме дека во многу европски земји е забранет. Еве ние полека се го отстрануваме во речиси во сите наши институции. Инаку во текот на вчерашниот ден, 4 мај, пред бистата на истото училиште на кое започнаа активностите, градоначалникот и представници од училиштето и општината Виница положија свежо цвеќе по повод 117 годишнината од трагичната смрт на патронот Гоце Делчев. Градоначалникот Димитров и јавното комунално претпријатие Солидарност, меѓу другото, информираа дека од 6 мај, среда, по големиот прекин, повторно ќе биде отворен градскиот пазар во Виница. Согласно препораките, тезгите ќе бидат поставени на соодветно растојание, а на пазарот ќе се продаваат исклучиво земјоделски и прехранбени производи. Носењето заштитни маски е задолжително. Градежната фирма Бетон од Скопје ја врати механизацијата на локалниот пат Оризари Добра вода и ја продолжува неговата изградба. Градежните работи претходно беа запрени поради вонредната состојба предизвикана од коронавирусот. Во моментот се реализира пробивање, рамнење и проширување на теренот, како дел од подготвителните работи на втората делница од патниот правец, чија должина е околу 2,5 километри и ширина од 3,5 метри. Се третираат карпестите површини кои се околу 1/3 од оваа сообраќајница. Жителите на Оризари имаат разбирање за состојбата и по надминувањето на здравствената криза очекуваат што поскоро по асфалт да се упатат кон познатото излетничко место кое е посетено во текот на целата година. За време на манастирската слава овде се собираат и по неколку илјади верници и гости од регионот и пошироко. За изградбата и асфалтирањето на патот што води до локалитетот Добра вода, каде се наоѓа и манастирот Пресвета Богородица, обезбедени се 26 милиони денари. Проектот го реализира Центарот за развој на Источниот плански регион, кој од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој доби 15 милиони денари, а остатокот е кофинансирање на општина Кочани. Наводнителната сезона од хидросистемот Брегалница официјално ќе стартува на 7 мај и ќе биде пуштена водата во двата магистрални канали, информираше Дени Митров, раководител на водостопанство Брегалница. Во моментов Калиманци располага со 76 милиони метри кубни вода, зашто Митров вели дека не е најдобро, но сепак ќе започне сезоната и ќе се наводнуваат околу 3200 хектари под Орис. Рестрикции ќе има на околу 800 до 1000 хектари, рече Митров. Поради хидролошката состојба од годините се стартувало и со помали количини вода во Калиманци, па секако дека и рестрикциите на оризовите површини за наводнување биле неопходни, што е случај и годинава, вели Митров. Градче во моментов е со 2 милиони метри кубни вода и 25 сантиметри до прелив, а во однос на санација и на критичните точки на сите реки, согласно годишната програма за работа, каналската мрежа за наводнување на полињата навреме е целосно исчистена. На денешен ден, 5 мај 1945 година, со решение на Народната влада на Федерална република Македонија, е усвоена азбуката на македонскиот јазик, а по 2 месеци Министерството за просвета го озакони првиот правопис на македонскиот јазик. Развојот на денешната македонска азбука датира уште со појавата на глаголицата и потоа со замената на глаголицата со кирилица и со постепено развивање и усовршување на гласовно-графичкиот систем. До 10 век македонскиот јазик користел различни други писма, како што е грчкото писмо или некои се уште недешифрирани писма, но со појавата на глаголицата се стандардизирала писменоста. Со решение на АСНО од 2 август 1944 година, донесено во манастирот Прохор Пчински, македонскиот јазик беше заведен како службен јазик на македонската држава. Тоа се значајни датуми за македонскиот јазик, велат професорите по македонски јазик и литература.
Кога зборуваме за кодификацијата, односно за озаконувањето на македонскиот литературен јазик, мораме да имаме во предвид дека станува збор, се поврзуваат три датуми со озаконувањето. Тоа се 2 август 1944 година, кога македонскиот јазик официјално ќе биде признен на првото заседание на АСНОМ во манастирот Прохор Чински, а потоа ќе пристапи јазичната комисија во создавање на македонската азбука. По неколкумесечното заседавање на јазичната комисија, таа ќе изготви резолуција која што ќе ја достави до Народната влада на Република Македонија и истата ќе издаде по таа резолуција решение на 3 мај 1945 година. Со тоа решение Народната влада ја потврдува азбуката која што е доставена од јазичната комисија, наречена кирилица и составена од 31 буква, и со тоа ја озаконува, односно ја признава како единствена официјална азбука на македонскиот јазик, а тоа е кирилицата. Меѓутоа, нејзиното званично озаконување ќе биде на 5 мај, бидејќи самата Народна влада ќе истакне дека стапува на сила, односно официјално станува во употреба азбуката со нејзиното објавување во весникот Нова Македонија во тробројот од 4, 5 и 6 мај 1945 година. Со тоа веќе имаме и официјално озаконета азбука, која што е една и единствена за македонскиот јазик. Поврзувањето, односно третиот датум кој што го поврзуваме со озаконувањето на македонскиот литературен јазик, тоа е 7 јуни, кога ќе биде озаконет и македонскиот правопис и со тоа се прави едно заокружување во официализирањето на македонскиот литературен јазик. Прославувањето за 75 години од македонската азбука е донесено минатата година од владата на Република Македонија, а со кое што од оваа година 5 мај се зема како ден на македонскиот јазик и да се отпочне соучествување на овој ден, односно да се отпочне соучествување на датумот за македонската азбука. Најбогатиот период во поглед на развојот на стандардната македонска азбука е периодот на преродбата, поточно од средината на 19-тиот до почетокот на 20-тиот век. Во овој период голем број македонски интелектуалци вршеле реформи за поедноставување на македонската и линденска азбука и со тоа стандардизирање на македонскиот правопис. Ванчо Николевски спаѓа во основоположниците на македонската литература за деца и нејзин најистакнат представник во периодот непосредно по Втората светска војна. Своите први поетски творби ги објавил во детскиот весник Титов Пионер. Македонче од Ванчо Николевски е прва збирка песни за деца на македонски јазик 1946 година.